Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Американската државна секретарка Хилари Клинтон е во Пекинг. Таа покрена неколку важни теми за кои ќе ви кажеме на почетокот на емисијата. А веднаш по блокот вести следи прилог од дискусијата за иднината на НАТО, што се одржа во Вашингтон. Останете со нас. На почетокот на билатералните разговори, Клинтон побарала соработка од Кина за Северна Кореја и за Иран. Во однос на почитувањето на човекови права, таа вели не очекува двете земји да се согласат за се, но дека ќе разговараат отворено. По горливото прашање за валутата, председателот Ху Џинтао рече Кина ќе продолжи со реформите, но со темпо што самата ќе го одреди. Кошарка. Феникс Санс го порази актуелниот шампион Лос Анџелес Лейкерс со 118-109 по серијата над превари од финалето во западната конференција на NBA. Во источната конференција Бостон Селтикс вечерва има шанса да се пласира во финалето со евентуална победа врз Орландо Меджик. Во Вудро Вилсон центарот во Вашингтон се дискутираше за новиот концепт на НАТО, изработен од експертска група назначена од генералниот секретар Андерс Фог Расмусен, а со која председава поранешната американска државна секретарка Медлин Олбрайт. На тркалезната маса стана збор и за аспирациите на Македонија за членство во НАТО во контекст на спорот со Грција. Настанот го следеше Јулија Велковска. Учесниците дискутираа на тема еволуција на НАТО, стратешки концепт за 2010 и натаму. НАТО има натамошна задача да гарантира безбедноста на своите членки, но целта може да ја постигне доколку динамично се ангажира со земјите и организациите надвор од своите граници, подвлече Олбрайт. НАТО може да влијае на безбедноста и преку продолжување на политиката на постепено проширување. Потенцијалните членки на Алијансата од Западен Балкан и Евроатланскиот регион пошироко имаат право на честно разгледување на нивните аспирации врз основа на истите правила што важеа за веќе постојните земји членки. Курт Вокер, поранешен амбасадор на САД во НАТО, вели дека на патот на Македонија кон Алијансата, обете страни во спорот околу името треба на прв план да го стават интересот на граѓаните. Навистина е трагично, бидејќи сакаме да видиме човеков напредок, демократија, пазарна економија, владење на правото, стабилност, безбедност, а на Балканот имаме многу незавршена работа. Регионот би требало да биде дел од главнината на Европа и го има секое право да се развива на ист начин како и Западна или Централна Европа. Проблемот со името представува пречка на тој пат. Останува на двете држави да изнедат компромис, а не само една од нив. Инволвираните страни треба на прв план да ги стават интересите на граѓаните и нивната благосостојба и да најдат начини да се справат со прашањата како идентитет, име, јазик и слично, без да го спречат тој долгорочен човеков развој на населението. Токму тоа во моментов е спречено. Вокер за Гласот на Америка на македонски изјави дека е важно да се смират страстите. Потпалување на политиката за идентитет или тврдење за идентитетот не треба да биде она со кое се бави една влада. Треба прво да се бави со благосостојбата на народот. За Џейми Ши, директор за политичко планирање од приватната канцеларија на генералниот секретар на НАТО, кој говореше преку видеоврска од Брисел, апсолутно е потребно обете страни да прифатат некаков компромис, а тоа нема да се случи ако една од државите чини 100%, а другата 0%. Со полна агенда пред себе, НАТО се обидува да се соочи со новите предизвици, успешно да се адаптира и да гарантира дека и натаму ќе остане стратешки партнер во меѓународната безбедност, беше главната порака на конференцијата во Вудро Вилсон центарот во Вашингтон. Јулија Велковска, Глас на Америка на македонски. Нова студија изработена од коалиција на активисти за здравје и животна средина велат дека обичната конзервирана храна има алармирачко ниво на БПА, хемикалија што на широко се поврзува со голем број здравствени проблеми. Националната работна група за безбедни пазари и американската сенаторка Дайан Фајнстајн деновиве ја представија студијата на пресконференција во Вашингтон. Ова е најнова битка против бисфенол А или БПА, хемикалија употребувана како заштитен слој во конзервирана храна. Дайан Фајнстајн е сенаторка од Калифорнија.
This BPA leaches. БПА се цеди во храната, а таа храна оди во вашиот стомак. Новата студија најде дека 46 од 50 конзерви покажале високо ниво на БПА. Хемикалијата се употребува да го продолжи траењето на конзервираната храна и подржувачите на индустријата за храна ја сметаат за безбедна. Но Лис Хичкок, директор на истражувачката група за јавен интерес, не се согласува. Таа особено е загрижена за влијанието на хемикалијата на неродените деца. Само со јадење на разумна количина конзервирана храна, жена на 20 годишна возраст може да внесе БПА во организмот во размери што во лабораториите се покажале опасни. Центарот за контрола и превенција на болести вели дека 93% од американците имаат БПА во нивното тело. Инаку БПА се користи во многу пластики и производи за бебиња. Ненси Бермејер е од фондот за рак на дојка. Ова не е загрижувачко само заради рак на дојка, туку и за рак на простата, диабетес, гоезност, пореметување на способноста за учење и многу други невролошки проблеми. Студијата опфатила истражување на конзервирана храна од 19 сојузни држави, вклучувајќи конзервирана риба, овоше, зеленчук и сокови. Пред 2 години Конгресот ги прегледа научните студии за употребување на БПА во прозирни пластични контейнери, пошто 6 држави ја забрани употребата на хемикалијата во шишиња за бебиња и некои производи за деца. Но тоа е се уште мал дел од целокупната индустрија, заради што сенаторката Фајнстајн бара поголема и поагресивна акција. Проблемот е што многу моćни компании имаат интерес да не се примени поширока забрана. Практично останува на вас. Избегнувајте конзервирана храна. Најлесната опција за јадење пред телевизор и особено кога многу време ќе минете гледајќи фудбал. Вовет во утрешниот прилог каде тренира американската фудбалска репрезентација. Утре во News Flash, фудбалскиот тим на САД тренира во Нью Джерси. 30 играчи се борат за 23 места во светскиот куп. Се за ова во утрешен News Flash. Ова беа вестите за денеска. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.